Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Во вечерашното издание на овој политички магазин ќе се осврнеме на 100 дена работа на оваа влада, со што се карактеризира изминативе 100 дена, колку од реализираните проекти беа планирани, колку беа дополнително изреализирани, дали се задоволни од работата, што може да се очекува во наредните 100 дена, па и до крај на мандатот. Вечерва на моје задоволство го имам Иван Стоиковиќ, кој што е потпредседател на владата и министер за политички систем. Добра вечер. Добра вечер. Како што напоменав, повод и причина за вашето гостување се 100 дена влада или 100% посветени на тебе, се мисли 100% посветени на граѓаните, беше слоганот на она што значеше 100 дена влада. Меѓутоа и опозицијата ве обвини дека биле само 100 дена изговори, поточно на пресконференција лидерот на СДСМ Венко Филипче обвини дека не било 100% реализирање на проекти, туку било 100 дена изговори. Ваше гледиште, како ги гледате изминативе 100 дена и секако коментар на критиките од страна на опозицијата? Па е најдиректно. Ако се реализирани повеќе од 100 проекти од платформата 1198, тоа веќе доволно кажува дека не била празна приказна. Тоа е првата работа. Втората работа, ако е почета реализација на проекти надвор од платформата 1198, а тоа е платформата почеток за реорганизација на македонски железници и евентуално поставање на темели за реализација на проектот на брзи пруги низ Македонија. И ако се земат уште некои други работи кои ќе се реализираат во текот на идната недела, станува збор за гасниот интерконектор, тогаш не станува збор за празни приказки, туку станува збор за стратешки проекти кои носат далекосежно позитивни економски последици за македонското стопанство, согласно на тоа и за македонските граѓани. Така да обвиненијата секогаш ќе постојат, меѓутоа реалноста е таква каква што ви кажувам. Во изминативе 100 дена многу влади во претходните мандати имале простор за прилагодување. 100 дена, ако може да се каже, грейс период, па некако им се прогледувале многу работи низ прсти. Овој пат тој луксус го немаш, имајќи предвид во каква состојба е затекната државата. Па следното прашање би било во насока на тоа дека се алармираше уште на самото превземање на министерските позиции за тоа првенствено во каква состојба е буџетот. Второ, како се оставени министерствата, па што според вас беше најголемиот предизвик кога новата власт дојде на чело на државата? Што беше најголемиот предизвик? Дали беа тоа оставените недефинирани, недореализирани проекти или пак проблемите од финансиски аспект? Или пак можеби луѓе ви недостасувале? Знаете како, теориски јас многу добро знам што се 100 дена и така сме научили ние како 100 дена, ама јас воопшто не почувствував никакви 100 дена, затоа што од првиот до денешниот ден се е исто. Само мако трпна работа, многу проблеми кои треба да се решават и многу проекти кои треба да се реализират. Ниту помислим дека на првите 100 дена ќе бидам малку покомотен, ниту се надевам дека ќе бидам малку покомотен во реализација на активностите на Министерството, ниту пак нешто посебно обрнувам внимание на сето она што е надворешна околина. Туку едноставно се концентрирам на она што ме очекува таму во Министерството и да ги решавам проблемите внатре во Министерството. Она што може на прв поглед да се забележи е тоа дека јас имам еден од, така, условно кажано, по оценките на јавност, еден од најтешките задачи, тоа е да влезам во седиштето на паралелната држава во Македонија, затоа што зградата на моето министерство некако беше третирана или означена како седиште на паралелната држава во Македонија. Тука беше централниот штаб на ДУИ, тоа не беше министерство. И затоа задачата беше многу тешка, затоа што кога влегов натре, едноставно не затеков низ министерство, туку затеков на приватна компанија. Без соодветна документација, без програма за работа, така да едноставно се почувствував дека воопшто нема да можам првите барем денови дека нема да можам да излезам на крај со предизвиците со оглед на тоа дека и поголем дел од вработените на некој начин покажуваат отпор. Согласно на кампањата која се водеше за време на влегувањето во министерството. Така да, ако го проценам
првите неколку дена од влегувањето на Министерството до денеска слободно можам да ви кажам, во Министерството, каде што сум министер, вработените редовно доаѓаат на работа и работат 8 часови без никаков изговор. Сите оние што не ги почитува основните работни обврски, веќе се завршија со откази во Министерството, така да Министерството функционира, работните задачи вработените почнуваат полека, но сигурно да ги извршуваат. За таа цел еден добар тим или еден добар дел од луѓето кои се вработени во Министерството, таа се во главном луѓе на Демократската унија за интеграција, си ја сватија ново настанатата состојба и си ги прифатија обврските како вработени во администрацијата и почнаа полека, но сигурно да функционират онака како што треба. И за таа цел веќе минатиот за овој месец веќе потпишав на 20 на вработени, колку што успеав да одберам кои помагаа во работата, да ги наградам со 30% покачен личен доход. Така да од тој аспект работите функционираат, престои уште многу работа, со оглед на тоа што кадровската структура е поприлично лоша. Лоша е затоа што станува збор за партиска војска од една страна и од друга страна станува збор за многу неквалификувана работна структура. И она што е основна задача на Министерството, тоа е Министерството за односи меѓу заедниците, нема да може да се спроведува соодветно затоа што најголемиот дел од вработените во Министерството припаѓаат на една национална заедница, а во наредниот период ќе треба да има место и простор за сите, значи ќе мора да се тука во Министерството да бидат вклучени и припадниците на турската, на бошњачката, на ромската, на влашката и на српската заедница да имаат своји оделенија за работа, што сега не е случај. Така да едноставно во тек се тие процеси на трансформација во Министерството, се гласуваат стратешки планови, документи за работа, програма за наредната година. Се тоа што немаше, сега го работиме да го има во идната година и на крајот на годината подготвуваме акт за систематизација, каде што се тоа ќе го заокружиме. И се надам дека на 31.12 ќе можем на председателот на владата Христијан Мицкоски да му испорача Министерството а и на македонската јавност со порака дека од приватна компанија Министерството е вратено на управување на државата и на владата на... Да, убаво го пренесовте ова на јавноста. Всушност јавноста го имаше таа перцепција дека во суштина тоа е Министерство на Артан Груби. Така беше перцепцијата во јавноста. Тоа е повеќе од Министерство на Артан Груби, само да ве доисправам. Тамо беше централниот штаб, седиштето на сите активности на повторам, на паралелната држава во Македонија која функционираше на тој начин. Зошто? Дали може би ова е причината што немаше примопредавање на функцијата? Или има, како да кажеме, одредена верзија кон тоа вие да бидете на начело на ова министерство? Па добро, јас ги разбирам фрустрациите на одреден број на луѓе. Очигледно дека недоаѓањето на примопредавање е акт на слабост, не е акт на херојство и на силина, туку е акт на кукавичлук пред се. Од кои причини би можеле да го толкуваме неговиот психолошки карактер, меѓутоа јас нема да навлегувам во таа работа, ќе се држам на она што е малку повисоко од она што можеби јавноста го очекува, тоа е фактот дека многу тешко прифатија некаде во седиштето на паралелната држава, некаде во бастионот на ДУИ, а тоа е Министерството за односи меѓу заедници, дека ќе седне на челно место Србин и дека едноставно на некој начин ќе им го скине ореолот на она што тие представува во изминатите 20 и некоја година во политичкиот живот на Македонија. Јас жалам, меѓутоа тоа се случи и понатаму ќе се случува, ќе биде демонтиран тој систем до последен жрвче. Министерството останаа во јавноста оние фотографии, оние слики, видеа кои што беа објавувани од токму од страна на Артан Груби и останатите функционери на ДУИ, каде што се играше партија фудбал. Се славеше роден ден. Има ли нешто, се славе роден ден, има ли нешто од тоа останато? Бидејќи се чини во јавноста дека беше дизајнирано, како што кажавте, вие не беше министерство, вие убаво го доволовивте. Што има сега од тоа денес? Кажавте дека сте смениле функцијата, самата структура,
реорганизација на работата, меѓутоа имаше фудбалчиња таму, гледавме, дека имаше спортски активности. Има ли нешто од тоа сега таму? Пред некој ден имам некои обврски во владата и се врати во министерство некаде пред крајот на работно време, 4 часот беше. Министерството беше полно. Баш бев изненаден од атмосферата дека сите се тука и дека сите нешто се расположени, дека сите нешто работат и баш им порачав дека немајте многу да работите од деннаш, викам, до вчера спиевте, сега сте многу вредни што се случува со во министерството. Така да Меѓутоа, што кажувате е добро, може да се работи, претпоставам. Она порака што ја праќате дека може да се работи, само доколку си има соработка, разбирање и заедничка цел, тоа е да функционира во министерство кој што има за цел, нели, подобрување на односите помеѓу заедниците. Знаете како, мислам, она што беше комуникација со представниците на меѓународната заедница беа баш изненадени од тоа како сега се функционира во министерството на така солиден начин, со оглед на тоа дека до вчера беше поинаку и представено во јавноста беше поинаку. Дека се очекуваше дека делот од вработените, односно поголемиот дел од вработените нема да соработуваат на ниту еден начин, меѓутоа со времето се покаже дека тој истиот тим на вработе во министерство кој претходно, морам да информирам јавноста, ништо не работеше, односно ништо не работеле, ниту некој ги ангажирал за нешто, се покаже дека тоа луѓе кои се спремни да работат и сакаат да работат. Значи, и за секој ден се повеќе и повеќе од вработените се вклучуваат, барат прием, дајте те ангажирайте, не сакаме да работиме и така. Така да јас сум малку позитивно изненаден од создадената атмосфера во министерството. Тука морам да кажам пред се благодарејќи на не само на мене, туку на мојот тим на соработници кои дојдоа со мене. И баш сум изненаден од создадената атмосфера во првите 100 дена. Позитивно. Негде летово чинам дека беше во едно гостување кажавте дека има, односно би ве прашал дали има некој нов момент во она што тогаш го кажавте летово, беше дека имало некој систем на наблюдување во министерството кој што го успоставил Артан Груби, какво наблюдување, камери ли биле поставени за снимање, се следело кој што прави, како прави, што точно се случувало? Секој објект на државата е под видео. Е под видеонадзор, така тука да нема дилеми. Но што е со видеата што се меѓутоа проблемот со видеонадзорот во министерството каде што сум министер беше контролата. Затоа што кога влегов во министерството, она што прво треба да направите увид во сето она што се случува во министерството, од видеонадзор, кој контролира видеонадзор, каде се документите, располагање на средства, вработени, список на луѓе кои работат во министерството, список на луѓе кои примаат плати. Сето тоа беше на некој начин сокриено од мој видокруг. Ми требаше добри 10-15 дена за да можам да дојдам до елементарни документи прво, а подоцна и да направам увид во некои работи. Побарав стручна помош тогаш за ова прашање што ме прашувате од Министерството за внатрешни работи да дојдат да ги проверат просториите на министерството со оглед на тоа дека се спекулираше дека се слуша прислушкува и така натаму. Си дојде стручна служба од министерството, си восстанови што си восстанови, меѓутоа една од состојбите за кои бев информиран беа дека камерите, дека не постои лице кое е задолжено за надзор на камерите и дека тие не се под контрола на министерството. И на Министерството за внатрешни работи плюс. Некој од надвор ли ги контролира? Тоа сакам да ви објаснам. Нормално им реков да не дират ништо. Постои фирма која имала тендер претходно за одржување на системот на камерите. Ги повикавме нив да утврдат фактичка состојба, да направат пресек на работите и да нормално да дадат информација која се бара од нив. Во текот на денот, уште во првите часови од контролата, дојде тој директорот на фирмата и кажува: "Јас извинувам, но морам да ти кажам, вас овдека ве наблудуваат." Како ме наблудуваат? Па вика, камерите се контролираат од надвор. Како би се контролираат од надвор? Мислам, тука внатре има соба посебно за таа работа и така натаму. Не се контролираат од надвор, вика, ја ви кажувам, у толку и толку часот од таа и таа IP адреса е влезено, е посматрано. Па во толку и толку часот тој ден е влезено и посматрано. Значи во текот на денот на 10 пати од различити IP адреси е влегувано во системот за наблудување. Значи имало упад во системот. Да. И ја им реков да направат извештај. Они рекоа ако направат извештај, ако ги дадат IP адреси, тоа ќе бидат преку илјадници страници, затоа што
Тоа се работело константно. Јас реков дека не треба толку да направат, туку треба да направат барем да има 100 страници. Чисто наказ и нека направат извештај и луѓето си го направија свој дел од работа. Јас се обратив до Министерството за внатрешни работи, до надлежните служби и оставив понатаму да се бутутка работа. Имате ли информација до каде е? Па информација имам дека е предадена до Министерството до јавното обвинителство и дека јавното обвинителство постапува натаму. Мислам дека не е некој проблем да се пронајдат тие IP адреси, доколку не станува збор за нешто многу посериозно од тоа што јас сметам. Значи да резимираме, видеонадзорот кој што бил контролиран од надвор не започнува со самото ваше доаѓање, туку трае и претходно. Да, и претходно. По системот, доаѓам сега во Министерството, ги гасам камерите, завршувам, играме фудбал, правиме што сакаме таму, излегуваме, ги вклучуваме пак камерите и си одиме. Многу просто едноставно, мислам. Јас затоа велам, приватна компанија подобро или најдобро го означува терминот на функционирањето на таа владина зграда, сепак морам да кажам. Што друго било алармантно таму? Се. Од почеток до крај. Станува збор за административен криминал, јас не знам како на друг начин да го наречам. Административен криминал со можеби злоупотреба на сето она со што станува или со што можело да станува збор кога станува збор за работа на едно министерство. Што е административен криминал? Па да ви напоредам. Ниту една информација, ниту еден податок што излега од министерство не е точно. Од бројот на вработените до, например, корисниците на бенефицирани телефони на вработените во Министерството, до програмата на работа, распределбата на средствата. Значи, просто еден невиден хаос внатре во Министерството, кој повторно се враќам на истата приказна. Јас не знам како, например, некој ги прифаќал завршните сметки на Министерството, каде што раководел претходниот министер, а да немало, например, во прилог пописна листа. Например, откако постои Министерството, не е извршен попис во Министерството. Така да, мислам, доволно податоци и затоа го карактеризирам, не знаем соодветен термин да пронајдам, отколку административен криминал. Значи, нешто неверојатно. Злоупотреба на законот за балансер до невидени граници. Така да, мислам, тоа е предочено на јавност. Има ли некој друг вработен во Министерството, дали имало вработен некој друг од друга националност или многу мал број биле? Многу мал број. 5 македонци и така. Еден, двајца од овие другите заедници измешано нешто. Би продолжил... Знаете што е интересантно? Интересантно е што добар дел од јавноста воопшто не реагираше на сите овие податоци. Како да смета дека тоа е нешто нормално што се случувало во државата и баш сум изненаден, дури повеќе мани ми наоѓа на мене отколку на претходниот министер кога ги изнесува овие податоци. Тоа просто ми беше неверојатно затоа што без оглед на тоа дали некого сакате, не сакате, неважно. Не ви се допаѓа, мислим, дали ме мрази или не важно. Ова се зборувам за факти, зборувам за докази. Беше францускиот амбасадор кај мене сега скоро. Јас се тоа го ставив на маса како документација да го погледне ако сака. Така да баш ме интерес, баш овака сум нешто посебно не ме погодам да видам, сум гледам кои од медиумите значи се однесуваат кон ваквиот административен криминал онака као да не се случило. Така да, а тоа може сериозна работа затоа што слично нешто се случува и во многу други министерства или се случувало во многу други министерства, меѓутоа гледам некако луѓето молчат, не кажуваат за такви работи. Што за мене е едноставно неприфатливо, затоа што не можете да го поставите министерството да функционира ако некој не направите увид во бројот на вработените прво. Јас прво барам број на вработени, добивам една бројка, да не карикирам точно, добивам бројка 284. Подпишувам плата 296. И 10 дена бараме кои си тие 12. За да дојде после една од вработените, каже, министерот каже, овие никој да не ги чепка. Ето, прилike тоа. Така изгледало министерството. Да, ово што го зборувате и вашите други колеги министри кога доаѓале тука и кога зборувале, се случувале во секое министерство засебни некои такви проблеми со кои што се соочувале. Но јас би се навратила сега на прашање во врска со коалицијата.
Ај вака само да ќе извините што ја прекинувам. Секако повелете. Не го зборувам да се жалам, напротив. Само информирам јавноста, се справив јас скоро со сето ова во изминатиот 100 дена, така да само информирам јавноста, не станува збор за никакви жалби, ниту поплаки. Едноставно не е моја работа да се жалам, мојата работа е да ги решавам проблемите кои постојат. Се извинам што ја прекинам, мислам овој дел не го завршив како реченица. Секако јас од однадна слика што ја добив од вас, апсолутно оно што го кажавте и така претпоставувам и гледачите го сватиле дека не се жалите, туку само ги презентирате ситуациите такви какви што се. Па во таа насока би ве прашала и каква е состојбата со коалицијата Вреди. Секакви работи се слушаат, има, нема, и имајќи предвид и дека Дуиги вели дека не се легитимни представници на албанците во власта, па се обидуваат тука да им одземат одредени политички поени, да ги стават во место каде што може да би станале со некоја понационалистичка реторика, па во таа насока би сакала да ја прашам каква е коалицијата, односно каква е соработката со нив. Може би било подобро прашање да го пати до нив. Затоа што јас раководам со министерство каде што во главно се нивните сонародници и ве повикувам и ве замолувам. Слободно прашајте ги да видите што ќе ви одговорат. Да видите каква е соработката помеѓу нас и да видите колку сте задоволни од начинот на комуникација и соработката со мене. Јас имам свое видување, ќе си го оставам за себе. На јавноста можам само да кажам дека мојата определба е да функционираме како тим и сега тоа функционира на тој начин. Ваш став, дали мислам дека го прочитав некаде, го имате напишано можеби на Facebook, можеби во некој интервју, меѓутоа велите дека не постои попоразувачка сила во едно општество од башибозук, особено од монтировки и местенки во меѓунационалните односи, но готово е со тоа, воведуваме ред во интерес за доброто на сите. Ова ли е начин на кој што верувате дека треба да се функционира кога станува збор токму и за меѓуетничките односи? А како може на друг начин во мултинационално општество да се функционира ако не се почитуваат луѓето едни со други, ако не комуницирате едни со други? Оставите ги, значи не вие него. Нека ги остават луѓето малку подметувањата надвор од приказната и работите ќе легнат на таму каде што треба да легнат, односно ќе се врати тој степен на доверба помеѓу луѓето. Доколку вие нон-стоп поттикнувате под разни изговори, меѓунационално нетрпение, тука и таму ќе мора да излезе по нешто. Така да тој аспект мислам дека и јавноста и политичарите треба да имаат одговорност кон она што го работат. Јас морам да кажам дека мојата работа како министер се разликува од мојата работа како политичар претходно, пошто не се исти, сега морам да кажам. Ова повеќе е административна работа отколку што е политичка, меѓутоа во спроведувањето на политиката, таа административна работа мора да биде многу внимателна, да не направи проблеми во функционирањето на системот. И од тој аспект сметам дека на висина крајње време да се престане со таа приказна, затоа што ако се ве вратам пак на почеток, значи се очекуваше од мене сега доаѓа таму Србинот и сега он сите ќе ги истера од работа, сега тоа ваму таму и така натаму. Беа луѓето едноставно во министерството, да не кажам ова малку тоа укочени првиот ден кога дојдов, мора уште првиот ден да ги посетам сите, со сите да разговарам за да можам малку да ја опуштам атмосферата, за да се види дека може нормално да се функционира у било кои услови. Има една приказна од историјата, малку не соодветствува со нашата приказка, меѓутоа е добра порака за администрацијата во државата. А тоа е 1941 година, кога Германија окупира Данска, ноќта сите очекуваат дека администрацијата во Копенхаген нема од сабаре да дојде на работа. Во 7 часот администрацијата се појавува на своите работни места и работата продолжува. Сакам да кажам дека администрацијата е еден од клучните елементи на функционирањето на државата и ние имаме проблем со администрацијата затоа што тој хаук ноуш што го имаме на некој начин наследено од поранешната држава од Југославија, успеавме со различити манипулации да го уништиме на некој начин и затоа администрацијата ни е мощна, слаба и дека на неа мора да се посвети многу внимание, затоа што партиските вработувања по системот на нестручност, на пријателство и натаму, мислим, мора да престанат затоа што администрацијата не може да го изнесе теретот на новите работи кои се случуваат во државата. Јас ќе ви кажам дека од толку многу работени,
Јас и мојот тим од вработените во Министерството во прв налет избравме само 11 со кои можеме да соработуваме, кои се стручни, кои можат да работат, кои знаат да работат, кои би ни се потребни. Па уште едно чешлање на вработените, па дојдовме до се извинувам, па дојдовме до некоја бројка до 20. Не е ова сега дека јас се однесувам малку над другите или моите соработници се однесуваат на тој начин, многу едноставно барате кадри со кои утре ќе можете да реализирате одредени работи. Ете, толку е слаба кадровската структура на администрацијата. А администрацијата е таа која го носи функционирањето на системот. И тоа е целиот проблем со кој сите се соочуваат, не само јас. И тука мора да се посвети сериозно внимание на луѓето, да се разговара многу со нив и едноставно да се упатат на досовршување, затоа што модерно време, некои работи кои не се познаваат, џабе вие присуството од администрацијата не можете ништо да направите. Да, точно и ова администрацијата, партизацијата во администрацијата, корупцијата, судството се едни од најголемите проблеми кои ги има Македонија на патот кон Европската унија меѓу останатите. Меѓутоа за овој дел ќе разговараме во вториот дел од емисијата, тука ќе направиме една кратка пауза, па се враќаме повторно назад во студиото. Останете со ова. Се враќаме назад во студиото. Вечерва мојот разговор го продолжувам со гостинот подпредседател на влада и министер во Министерството за политички системи и односи со заедниците Иван Стојковиќ. Зборувавме за Министерството, сега е ред да се префрлиме и на она што значи односи во државата, владата, меѓутоа и меѓу државите, соработка, ги спомнавте коридорите, железничкиот сообраќај, меѓутоа би започнала токму во делот од оние средби што ги имавте во Србија. Вие и напоменавте дека ќе го искористите контактите што ги имате за да може колку може подобро да ја продлабочите соработката. Во јавноста го има мислењето дека тоа е направено добро, па во насока на тоа би сакала зошто го велам тоа? Го велам бидејќи кога станува збор за железничкиот сообраќај, еве како пример да го земе, Србија и пушти на Македонија неколку локомотиви. Кога станува збор за бизнисот, оној саем Од за кај да бизнисот. почнем, од почеток Да. или од Од каде сакате, меѓутоа би сакала на почетокот да ве запрашам зошто не биле толку добри односите помеѓу Србија и Македонија. Кажавте дека некако да биле запоставени намерно ли било тоа, а потоа ќе продолжиме за тоа што сега се случува и дали вие сте начело на тие релации кои што се однесуваат помеѓу Македонија и Србија. Вака, од последново ќе почнеме. Начело, не сум начело на ништо. Начело на владата е Христијан Мицкоски, јас сум само дел од тимот. И како дел од тимот учествувам во спроведување на добар дел од владините политики, поготово за некои работи кои се однесуваат и кои на лично до мене, кои можам лично да ги завршам. И тука треба еднаш за секогаш да престане дека постојат луѓе кои се многу битни, како што беше случај со претходната влада, како каде Артем Груби беше на некој начин овој председател на владата во сенка, него едноставно овдека системот е воспоставен на друг начин, дека ова еден тим, каде што шеф на тимот е Христијан Мицкоски. И тука почнува и тука завршува се. Што се однесува до соработката, печаток во јавноста дека било добро, јас ќе кажам било одлично. Барем по моје видување, со оглед на тоа што е сработено, не со оглед на мојот впечаток, затоа што мојот впечаток може да и не биде точен. Меѓутоа, ако после тој мој впечаток следи реализација на сето тоа што е разговарано и договорено и во суштина зошто сме биле таму и зошто јас сум ја водел таа делегација, ќе стане јасно дека станува збор за многу позитивни работи. Дел од позитивните работи ќе бидат реализирани веќе на 7. Во понеделник доаѓа премиерот на Србија на посета на Македонија, ќе бидат подпишани неколку спогодби, 2 спогодби од тие за кои зборувате, едната се во областа на енергетика, а втората е во областа на железничкиот сообраќај. На паметен човек не треба ништо повеќе да се објаснува, затоа што тоа се стратешки проекти за Македонија. И во разговорите, она што таму се случуваше и договорите кои таму се правеа, стана збор за заеднички настап за реализација на некои проекти, затоа што некои проекти не може да се реализираат индивидуално од многу други причини.
Ние сме ограничени од некои причини, Србија е ограничена од некои причини, а заеднички би било подобро да се изведат и така на тој начин е направени се тие договори веќе и тоа ќе профункционира во најбрзо можно време, како што гледам веќе и дека функционира. Што се однесува до помошта на македонски железници, јас тоа така го третирам, како едноставен комерцијален договор, али кој да не кажам, направен со силата на пријателство и со силата на разбирањето. И Сабајле стигна првите резултати. Ја ќе објаснам подоцна зашто станува збор, кога станува збор за македонски железници. Сабајле добива извештај од директорот дека изминативи месеци се реализирани само 60 превоза, 60 тури низ Македонија, железнички, една тура за транспорт низ Македонија, транспорт на тоа тура, негде чини од 3.500–4.000 евра, некаде до 5 па и повеќе илјади евра, во зависност од тоа кој транспорт се превезува. И сега ќе ви кажам, откако стигна локомотивите до денес, таа бројка 60 за само 5-6-7 дена е веќе 71 транспорт. Па сега луѓето нека проценуваат која е користа за македонски железници. И оно што е многу битно, граѓаните знаат дека одржувањето на локомотивите е во Србија и Србија е надлежна за одржување на локомотивите, така да имаме една мощна чиста и комерцијална ситуација и имаме една мощна чиста ситуација кога станува збор за македонски железници кои на тој начин на некој начин си го овозможат субстанцата на својата екзистенција, бидејќи со многу документи беше предвидено македонски железници и некои други поголеми предпријатија во Македонија, државни, да бидат на некој начин ставени пред свршенчина, односно да изгубиме 1900 вработени во македонски железници, скоро толку исто вработени во македонски пошти и така натаму и така натаму. И тоа станува збор за брза реакција пред се, која возможи 4 локомотиви да се појават ургентно, за да може да се санираат состојбите во македонски железници. Меѓутоа, оно што е поважно, не се санкционираат само по состојбите или не се ублажуваат состојбите во македонски железници, туку станува збор за меѓународни обврски преземени со мощни силни светски компании кои не смеат и не сакат да дозволат транспортот на коридорот 10 да стои. Станува збор за едно на големите компании Коско, кој има стратешки договор со скоро сите земји во регионот и во Европа и во светот, и дека не може да издржи вагоните да стојат на Гевгелија со денови, односно со месеци. И тој притисокот кој порано нешната влада го трпела, односно намерно го правела хаосот, со цел транспортот да оди преку друг коридор, односно да оди преку Бугарија. Мислам дека е една тешка и сериозна повреда на интересот пред се на вработените во македонски железници и на воопшто на економската добит или на економскиот добробит на целокупната македонска држава и македонските граѓани. Еден од можеби најсериозните престапи кои сум го видел во кога станува збор за работење за било која државна компанија. Значи, така да тоа е државата само си се саботирала, државното предпријатие било саботирано со цел. Јас не би сакал да му ја преземам работата на министерот Николовски, меѓутоа директорот на македонски железници доаѓа од кај мене како стручен кадар и сите информации укажуваат дека саботажата во работа на македонски железници била спроведувана систематски и системски, со цел македонските железници да бидат згаснати, да се изгуби важноста или стратешката важност на коридорот 10, кој е, ќе повторам многу пати го кажам тоа, жила куцавица на македонската држава. И можеби најголемата геостратешка вредност и предност на Македонија. Доколку го нема коридорот 10, Македонија ја губи и геостратешката и геополитичката содржина или и паѓа вредноста во регионот. И се отвараат многу други сценарија. И еве, дел од активностите беше да се спречат сите тие можни последици, сите можни сценарии. И мислам дека тоа успешно успеавме да го пребродиме. И сега, кога некој ќе праша дали нешто било успешно или не, треба да знае во какви услови ова е направено. Јас знам, се наоѓаат различити мани, ништо не е добро во државата, меѓутоа, ако седите со скрстени работи и само констатирате дека ништо не е добро, а не превземате ништо да направите, тогаш мислам дека правите поголемо злосторство од оние кои направиле штета. Кога станува збор за односите помеѓу Македонија и соседите, кажавте дека се во одлична состојба односите помеѓу Македонија и Србија.
Колку ваквото однесување на претходната влада ги влошило, односно ја влошило позицијата на Македонија во однос на останатите соседи, зборам Бугарија, Грција, Албанија, имајќи предвид како во што го велите дека правеле одредени отстапки за да се допаднат кај соседите. Не знаете како, ние сме во ситуација да во суштина, кога ни е потребна пријателска рака од соседите, малку потешко ја добиваме. Не знаете како треба. Јас сум потпредседател на македонската влада. Значи мора да бидете свесни за прво за местото и улогата на Македонија во меѓународно политичките односи, евентуално да бидете максимално свесни дека Македонија е членка на НАТО, Македонија дека има аспирации кон Европската унија, па дури подоцна да отварате некои други проблеми и прашања. Меѓутоа, она што стои како обврска на државата и на државната политика, тоа е да обезбедува економски интерес на граѓаните, значи да обезбедува услови за пристоен живот. Без оглед на сите состојби кои се случуваат, она што се случувало со Србија во изминатиот период, ќе ви кажам за време на посетата што се случи. Јас дури и дадов изјава дека ние одржаваме веќе првата заедничка седница со оглед на тоа дека во делегацијата беше и министерот за надворешни работи и подпредседателот на владата Николовски, и дека скоро се видовме со сите министри во владата на Србија. Сега дали тоа беше објавено по медиумите или не, некои беа затворени, некои беа отворени и така натаму, не е важно. Ние одржаваме заедничка седница на влада. Моја констатација кога ги завршиме работите беше дека баш ми е чудно зошто ништо не се работело. Да, декларативно се зборуваше многу, меѓутоа во пракса ништо. Ниту еден проект нема реализирано. Просто да не верувате, кога ќе отворите работ, муабет со било кој српски министер, кој ќе ви каже да, ние не реализираме со Македонија ниту еден проект. И сега некој ќе ми каже дека да, односите биле добри. Да, односите биле добри и они се биле само на декларативно ниво. Ова стога што го работиме, станува збор за суштинска промена на структурата на односите. Значи, мора да профункционира соработката. Затоа што без таа соработка сите се на некој начин закинати. Не се закинати само ние, него се закината и Србија на некој начин. Така да мора регионот да профункционира и соработката во регионот мора да се отвори, затоа што состојбите во меѓународната политика диктираат регионално поврзување заради, како да кажам, подобрување на условите, но и заради опстанок пред се. Така, соработката на сите земји особено на Балканот, ние кои што сме помали земји е клучна за да може нашите економии да функционираат така како што треба. Во насока на иднината на Македонија, како коментирате раздвојувањето на Македонија и Албанија, имајќи предвид дека некаде 2020 требаше појдоа во пакет, некако ги споја во пакет, сега веќе не се заедно, односно Албанија се очекува некаде 17 октомври да ги започне преговорите, односно едно по едно да ги отвара поглавијата во преговорите со Европската унија. Јас многу краток ќе бидам во одговор на прашање. И тогаш и сега сметам дека вржувањето со Албанија и одвојањето со Албанија се делува и од политичкиот притисок врз Македонија да ги прифати условите кои за македонскиот народ и за неголемиот број на граѓани на Македонија во вакви услови и со ваква содржина не се прифатливи. И тука не би коментирал ништо повеќе. Уште една од алатките за притисок. Прво беше притисок заедничкиот пат. Се знае заради што. Мислам дека и сега одвојувањето исто така се знае заради што. Со многу просто објаснување. Сега останате вие сами, последни и така натаму. И тој аргумент и тој алатка ќе го користат во наредниот период. Сите ќе можеби да ги видите уште утре, задутре или наредните денови. Нема кој ќе нема да излезе и кој нема да ја поднецира овој дел од ова што ви го кажа. Така да. Дали во фокусот животот продолжува? Бидејќи добивте обвинување од опозицијата дека сте го прекинале европскиот пат како влада, меѓутоа вие велите дека во суштина европскиот пат се трасира со реформите, со подобрување на состојбата во државата, проектите, подобрување на животниот стандард, борбата со корупцијата, подобро судство и се останато. Во таа насока ли ќе се движите следните, да речеме? Очигледно тоа е изборот на новата влада. Тоа е од една страна, меѓутоа оно што мислам дека граѓаните треба да го знаат и мислам дека на граѓаните им е јасно. Не треба тука, не сум ни потребен ниту јас, ниту било кој да им објаснува. Граѓаните добро знаат дека тоа е политичка одлука. Што гледаме многу држави кои се многу позаостанати од нас, добија шанса на некој начин и така натаму и така натаму. Но она што на вистина е кога ќе ги, условно кажам, кога ги скинете ракавиците, кога ќе го погледнете внатрешниот систем
наш државен, и кога ќе погледнете перформансите и на економијата, и на администрацијата, и на судството, и на сето она што го определува државата, сами на себе ќе си донесете одлука дека навистина имаме многу да се работиме пред него што да се доближиме до Европската унија. Така да така стојат работите реално. Можеме сега ние да ги како ќе кажам, да ги разубавуваме, можеме работите да ги сликаме како многу лоши, меѓутоа реалноста е таа. Би сакала да ве прашам и зборувавме за тоа каде е Македонија и што направила Македонија во изминативе, односно владата на Република Македонија во изминативе 100 дена. Меѓутоа, каде вие како влада ја гледате Македонија за 100 дена? Едно прашање, а каде до крајот на мандатот? Зборувам како цел владен тим, па и вие како министер. Меѓутоа, која е стратегијата на владата? Она што сметам дека е најсериозен и можеби најдобар пристап на владата во овој момент, тоа е што подобро или што повеќе да се забрза економскиот дел, односно растот на економијата во Македонија, затоа што и владата комплетно, и јас лично сметам дека доколку не успееме да направиме ичекор кога станува збор за економијата и за подобрување на животот на граѓаните, мислам дека ќе се соочиме со сериозни проблеми. Затоа што времето брзо проминува, а луѓето, какви год да се добро образовани, лошо образовани, го памтат начинот на собственото живење, на собственото однесување, од една страна, и од друга страна, памтат на понижувањата или на гордоста која доживеале. Ако успееме да обезбедиме подобар економски живот и ако успееме да ја сочуваме гордоста на граѓаните, се надевам дека во наредната година дена до локални избори нема да имаме никаков проблем. Очекувате ли локалните избори да бидат простор каде што еве, например, ДУИ во опозиција, СДСМ во опозиција ќе имаат простор или маневр да направат можеби некоја дестабилизација, да ве дискредитираат вас како влада, како гледате на тие можности, бидејќи ги споменавте локалните избори, па тоа е едно место каде што ќе се мерат повторно силите. А да не заборавиме да потсетаме ви за граѓаните, последниот анкета направена на јавното мислење покажува дека некаде предноста е 5:1. Владата ќе може само да биде дестабилизирана под еден услов. Тоа е ако дозволи корупцијата и сето она што беше одлика на претходната власт да живее и понатаму. Доколку стави крај на корупцијата, мислам дека не постои посериозен предизвик за владата во наредниот период. Кога станува збор за однесувањето на албанскиот политички блок, сметам дека тука нема да има некои посериозни померања, од аспект што рано е нели уште за да се донесуваат оценки за можните делувања на органите на прогонот во државата, за корупција, мито и за останатите криминални активности во изминатиот период, така да мислам дека граѓаните ќе бидат сведоци на многу работи до локални избори, со кои мислам дека само ќе им се утврди тоа печатокот дека претходната власт направила толку многу голема штета во државата, така да подолго време нема да има шанси да се доближи до преземање на власт во државата. Така да мислам тука работите се сосема јасни и дека изборот на граѓаните секогаш ќе биде против криминалот, против безредието, против понижувањето и против сето она што ја карактеризираше претходната власт. Ви благодарам многу за вечерашното гостување. Ви благодарам ја на вас што ме повикавте. Почитувани, тоа беше вечерашното издание на За или Против. Останете на фреквенцијата на телевизија Алфа. Ви посакувам пријатна вечер и пријатен викенд.